Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Вообичаено пресконференциите кои се одржуваат се за лоши теми од болното секојдневие. Тоа е така затоа што во Македонија никогаш не се живеело полошо. Но денес оваа пресконференција е поврзана со корисни и позитивни вести кои се однесуваат на работата на повеќе општини каде градоначалниците доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН. Пред да поминам на главното, сакам да посочам дека сум исклучително задоволен од постигнатото и сработеното на градоначалниците. Кога велам градоначалниците, зборувам за оние градоначалници кои што доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата. Овие 2 години кои се заокружија беа години на решавање на многу проблеми, многу предизвици и постигнување на резултати во услови на наследени општини во хаос. Жестоки блокади од централната власт, како и лошата економска состојба во Македонија. Ова се 2 години без ниту еден скандал, какви во минатото имаше многу, а се однесуваа на локалната самоуправа, на што морам да признам сум особено горд. Во периодот што следи, сакам да објавам дека во 15 на поголеми општини следат изградба на капитални проекти со капитално значење за општините и овој циклус инвестиции за развој треба значително да голесни животот на граѓаните во овие општини. Пред малку, пред половина час, заврши работниот состанок со градоначалниците каде се разговараше за динамиката на реализација новие проекти и почетокот на градежните работи кои ќе се случат во следните неколку месеци. Ке се почне со градба на градинки, локални патишта, училишта, амбуланти, спортски сали кои се од огромно значење за овие 15 општини. Морам да признам дека сите овие 15 општини ги завршија проектите, истите се ревидирани и само следи формално отпочнување на истите. Во општина Аеродром, кај Тимчо Муцунски, ќе се отпочне со проект за доградба и надградба на нова детска градинка, и тоа објектот Изворче, за што ќе се инвестираат околу 70 на милиони денари, почеток на инвестиции за проект за надградба и доградба на основното училиште Блаже Коневски, за што ќе се вложат нови 100 милиони денари. Тоа се 2 нови капитални објекти за аеродром, градинка и училиште во вредност од 170 милиони денари. Во општина Кисела Вода, кај Орце Георгиевски, се почнува со проект за доградба на градинката 8 март во населба Расадник, за што ќе се инвестираат 60 милиони денари, и нов проект за изградба на основното училиште Климент Охридски во село Драчево, за што ќе се инвестираат нови 80 милиони денари. Двата проекти од вкупна вредност од над 2 милиони евра се долго очекувани и насушно потребни за жителите во општина Кисела Вода. Уште еднаш ќе повторам, што се однесува до овие проекти, тие се завршени, ревидирани и во периодот кој што следи, таму некаде втората половина на јануари месец ќе се објави јавната набавка, а некаде втората половина на март месец, со што е потврдено и со самите градоначалници, ќе биде ставен камен телмелникот и ќе се отпочне со градбата на овие капитални проекти. Во општина Газибаба, кај Боби Стевковски, каде исто така во тек се повеќе други капитални проекти, многу скоро се започнува со нов проект за изградба на ново основно училиште Крсте Мисирков, за што ќе се инвестираат нови 110 милиони денари. Значи, Газибаба добива ново основно училиште. Во општина Ѓорче Петров, кај Александар Стојковски, се започнува со проект за изградба на објект детска градинка во населено место Стопански двор, за што ќе се издвојат нови 60 милиони денари. Градинките се преполни, а сега со овој чекор се излегува во пресрет на долгогодишното барање на жителите на Стопански двор. Одиме понатаму. Општина Бутел, кај Дарко Костовски, се започнува со инвестиција на проект за реконструкција на детска градинка, за што ќе бидат инвестирани околу 52 милиони денари. Во општина Илинден, кај Александар Георгиевски, се започнува со проект за изградба на амбуланта во центарот на Илинден, за што ќе се инвестираат 8 милиони денари, како и проект
за реконструкција на улица 9 и улица 532, кои сега се во, морам да признам, очајно лоша состојба, зашто ќе бидат инвестирани 12 милиони денари или вкупно 20 милиони денари во Илинден за градба на амбуланти и улици. Исто како и во претходниот случај за аеродроми Кисела вода, така и во Газибаба, Ѓорче, Бутел, Илинден, проектите се завршени, ревидирани, таму некаде втора половина на јануари месец ќе биде јавната набавка објавена, некаде втора половина на март месец, евентуално почетокот на април, ќе биде ставен камен темелник, објекти кои што се ветувани со децении, а до сега не се реализирани. Одиме понатаму. Општина Штип, кај Иван Јорданов, се започнува со проект за изградба на спортската сала, позната Джексон, за што ќе се инвестираат околу 90 милиони денари. Ова беше ветување во изборната програма за општина Штип. Во Охрид, каде е градоначалник Кирил Пецаков, ќе се започне со проект за реконструкција и адаптација на простор за нова училишна зграда за потребите на основното училиште Кочо Рацин, за што ќе бидат инвестирани 70 милиони денари, како изградба на училишна спортска сала во основното училиште Ванчо Николевски, за што ќе се одвојат и инвестираат околу 20 милиони денари. Охрид и Пецаков, овие два проекта ќе инвестираат вкупно 90 милиони денари. Во општина Битола, каде градоначалник е Тони Коњановски, ќе се инвестира во проект за реконструкција на улица 8 септември во должина од 1400 метри, како и поставување на атмосферска канализација, водоводна инсталација, коловозна конструкција, улично осветлување, реконструкција на пропуст над Раштански порој, поставување на сообраќајна опрема и експроприација, што ќе се инвестираат 110 милиони денари. Тоа се средства кои што се обезбедени за овој проект од страна на буџетските средства кои што беа дел на реструктурирањето на буџетот, инаку вкупната инвестиција таму ќе надмине околу 180 милиони денари. Останатите средства општината ќе ги обезбеди од сопствениот буџет. Инаку вака надолго кажано, тоа подразбира улица со сита она дополнителна инфраструктура која што е потребна за да биде тоа завршено. Инаку во народот тоа е познато како влезот во Битола од страната на Прилеп, нешто што со децении не е направено, а сега еве ќе биде конечно отпочнато и завршено. Исто и во Битола, и во Охрид, и во Штип проектите се готови, процесот е започнат, јавните набавки се очекуваат втората половина на јануари месец, камен темелник таму некаде втората половина на март месец, почетокот на април месец. Во општина Прилеп, кај Борче Јовчевски, се отпочнува со проект за изградба на фабрика за рециклирање на отпад, со што ќе се реши долгогодишниот проблем со третман на отпадот во самата општина. За оваа цел ќе бидат инвестирани 90 милиони денари. Во општина Пехчево, кај Александар Китански, се започнува со проект за реконструкција на локален пат од село Чифлик до село Умлена, за што ќе се инвестираат 18 милиони денари. Општина Јегуновце, кај Диме Костадиновски, се отпочнува со проект за реконструкција на локален пат Копанце, Туденце, Сиричино, за што ќе се инвестираат 12 милиони денари, како и реконструкција на локален пат во самото село Сиричино, за што ќе се вложат 3 милиони денари или вкупно 15 милиони денари во Јегуновце. Македонски Брод, кај Жарко Ристевски, се почнува со проект за реконструкција на улица Кирил и Методи и краците, за што ќе се инвестираат 15 милиони денари. И Прилеп, и Пехчево, и Јегуновце, и Македонски Брод имаат проекти завршени, ревидирани. Отприлика гантограмот на активности е таков да втора половина на јануари месец имаме објава на тендерската документација, втора половина на март месец имаме ставање на камен темелник. Одиме понатаму. Општина Свети Николе, кај Дејан Владев, ќе се отпочне со инвестиција во проект за мост на река Периш и асфалтирање на улица на тој потек, инаку инвестиција во вкупна вредност од 20 милиони денари. Општина Велес се започнува со проект за реконструкција на спортски терени и поставување на урбана опрема, за што ќе се инвестираат 24 милиони денари. И Свети Николе и Велес се готови со проектна документација.
Очекувањата се дека втора половина на јануари месец ќе биде објавена тендерската документација, а втора половина на март месец ќе биде ставен камен темелникот и на овие капитални инвестиции во Свети Николе и во Велес. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, инвестициите се развој со кој што практично ја развиваме Македонија и тие се плод на изработени проекти и конкретна визија. Граѓаните треба да знаат дека работиме на промени, домакински и одговорно. Овие проекти се ветени со програмите со кои ВМРО ДПМН настапи на локалните избори пред 2 години. И ние се држиме кон ветеното и се трудиме веќе на половина од мандатот на градоначелниците, најголем дел од ветеното би рекол во процентуален износ поголем од 70% да биде реализирано. Некаде 90, некаде 80, некаде 60, но просекот е поголем од 70%. И затоа, кога велиме дека се држиме до ветеното, ние имаме озбилна намера сето тоа кое што го реализираме на локално ниво сега да го продолжиме понатаму како една влада која што ќе предводи ВМРО ДПМН. Луѓето кои што ги предводат општините се гаранција дека тоа што е ветено, тоа и ќе се реализира во самите општини. Овие инвестиции се со буџетски средства, тоест тоа се пари на граѓаните, и овие проекти се само мал дел од вкупниот број на проекти кои градоначелниците на ВМРО ДПМН ги реализираат. Наскоро по промените кои ќе се случат во централната власт на престојните избори, следува поддршка на локалните самоуправи без оглед на партиската припадност на градоначелниците. Тоа е многу важно да кажеме дека идната влада на ВМРО ДПМН нема намера како тоа што го правеше до сега владата на СДСМ и ДУИ, или ДУИ СДСМ, како ви е полесно, да ги двои општините на подобни и неподобни, онаму каде што се градоначалници на СДСМ и ДУИ да бидат подобни, сите останати да бидат неподобни. Ние такви општини немаме намера да класифицираме, туку сите општини на целата територија на Македонија, на овие 26.000 квадратни километри ќе биде инвестирани и ќе бидат реализирани такви проекти. Тоа поддршка подразбира дека ќе бидат решени многу проблеми кои што во моментот ги тиштат нашите граѓани. Покажуваме поинаков начин на работа и разликата е очигледна. Со работа и со резултати ќе дојдеме до промени и иднина каква што заслужува секој еден граѓанин. Ви благодарам. Доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Поврзано со темата да не има прво прашање да видиме, па после ако има надвор од темата. Не, ајде, повелете надвор. Господин Мицкоски, премиерот Ковачевски по лидерската средба најави средба со вас во врска со спецификациите за техничката влада, но најавил дека таа средба може да биде далеко од очите на јавноста. Па според мои неофицијални информации, сакам да ве прашам, дали сте имале тајна средба со Димитар Ковачевски? Не сум имал тајна средба. Не се дел од мојот карактер тајните средби, доколку сака господинот Ковачевски да разговараме за техничката влада или за некои други политички процеси кои што следат, стојам на располагање, само да терминот го усогласиме. Знаете дека јас одамна барам такви средби, најпрво бев одбиван, па се правеа политички гимнастики на политичката сцена, за да конечно на крај се случат тие средби и тие состаноци лидерски, се дефинираат изборите и слично. Не гледам зошто тоа би било далеко од лицето на јавноста, ценам дека треба јавноста да биде запознаена. Мислам дека народот му е прекуглав од такви тајни средби, преговори и договарања. Еве, стојам на располагање, доколку се усогласат термините, да имаме една таква средба на која што би разговарале за иднината на Македонија. Дали таа средба би била пред вашата партиска одлука, кои ќе бидат техничките министри кои што ќе ги предложите во тие 100 дена или обратно и после за други што? Па не знам, за првиот дел од прашањето ја треба да ви даде одговор тој што ја повикува таа и организира таа средба. Јас ниту ја барам таа средба, ниту пак имам можност, бидејќи сум се уште председател на најголемата политичка партија која што се уште е во опозиција. Дали ќе имате пред средба, па потоа ќе ги свикате партиските тела за да... Па, јас колку што знам, крајниот термин за
техничката влада е 28 јануари. Значи тој што ја планира оваа средба да ја организира, во тој диапазон има можност да ја организира таа средба. Дали ќе бидат до тогаш персоналните решенија кажани или нема да бидат кажани, тоа е помалку важно. Конкретно за средбата, тој што ја организира, тој што ја бара, тој треба да каже термини и време да се усогласат распоредите, се разбира. Да. Не, тоа е мој став. До сега не сме имале состанок на партиските органи, не сме имале состанок на извршниот и централниот комитет. Се уште, нормално, очекувам период што следи да имаме, но тоа е мој став дека ВМРО ДПМН треба да биде дел од техничката влада. Кога ќе ја носите данокот? Па периодот што следи. Бидете трпеливи, периодот што следи. И уште едно прашање имам околу Државната изборна комисија со оглед на тоа што албанската опозиција го бара нивното место кое што треба да го добие таму седмиот член. Се уште не се закажува комисијата во собранието кое што ја предводи пратеничка од СДСМ, дали вие како пратеници кои што исто така имате голем број членови таму ќе побарате да се закаже на таква седница и што доколку не се направи тоа, бидејќи од албанската опозиција најавија дека ќе протестираат после него? Да, благодарам на прашањето. Предпоставувам следите дека во неколку наврати пратениците од ВМРО ДПМН бара да се стави точката на дневен ред во минатото. За жал, мнозинството одбиваше. Се надевам дека ќе се вразуми и нема да остави дамка на процесот кој што следи, бидејќи е многу значаен овој процес и овие избори. Така што ценам дека во периодот што следи треба час поскоро да биде таа точка дел од дневниот ред, да се избере представник во Државната изборна комисија кој што е номиниран од страна на албанската опозиција. Јасно се знае која е таа албанска, условно кажано, опозиција во Македонија, кои се тие политички партии во парламентот и така натаму. Тие треба да си дадат свој човек, да кажат позади кој човек од тие кои што се кандидати стојат и да го изгласаме, бидејќи треба 80 пратеника во парламентот, да го изгласаме, да се комплетира Државната изборна комисија, да има 7 члена и да се носат одлуки. Тоа не е волја на христијан или на некој друг, тоа е едноставно законско врска. Ке гласате вие за предлогот на Алијанса? Алијанса е дел од владата. Алијанса на албанците е дел од владата. Законот е многу јасен. Алијанса е дел од владата. Коалиционен партнер во владата. Јас имам две прашања. Како ќе гласате за техничката влада, односно како ќе гласате, дали ќе дадете поддршка за изборот на Тала Џафери за технички премиер? Едното прашање. Да. Лично мој став, се уште не сме донеле став на партиските органи, мислам дека не ја заслужува Тала Џафери поддршката на ВМРО ДПМН за технички премиер, не ја заслужува поддршката за ништо Тала Џафери од ВМРО ДПМН. Најмногу што можеме во интерес на добрата атмосфера и демократскиот процес да се воздржиме од било какво гласање, но тоа е повторно ќе кажам мој став, ќе видиме што ќе одлучат партиските органи. И уште едно прашање. Како гледате на вклучувањето на членови на косовското самоопределување во листите на албанската опозиција? Па видете, тоа е, предпоставувам, дел од тој фолклор кој што следи во овој предизборен период. Тоа си е одлука на тие кои што ги избрале тие луѓе. Предпоставувам, за да бидат дел од листи, треба да се македонски државјани, да се граѓани тука во Македонија, да ги исполнуваат законските и уставните норми. Така што, можеби тие што ги вклучуваат тие лица, треба да ги прашате и нив која им била целта и што им била целта. Мислам дека политичкиот надпревар треба да биде надпревар на кој што ќе се вкрстат визијата, стратегијата и плановите за развој на Македонија. Сега, доколку некој има поинакви идеи, тоа треба да ви даде тој одговор. Дали ги менува тоа вашите позиции во однос на онаа изјава дека албанската опозиција ви е префериран партнер во идната влада, ова вклучување на самоопределување? Не, апсолутно тоа не ги менува нашите позиции. ВМРО ДПМН има јасен, прецизен став, конзистентен. Не ги гледам причините зошто би ги менувала нашите позиции. ВМРО ДПМН ќе победи убедливо на следните парламентарни избори и ВМРО ДПМН цени дека доколку платформата на опозицијските партии победи, треба да биде составена едната влада од опозицијските партии. Во врска со анкетите, ВМРО ДПМН ужива доверба меѓу граѓаните, меѓутоа денес премиерот Милдар Ковачевски рече
вашиот коментар? Па добро, сега тој често пати сака да биде улога и на комедијант и комичар, но најголемата анкета ќе дојде за 4 месеци од денеска, па ќе видиме кој ги пишувал анкетите, а кој се обидувал да има неуспешен стендап преку некакви невкусни шали и вицови кои што ги кажува периодот. Може би сака така да биде во центар на вниманието. За 4 месеци од денеска ќе дојде одговорот кој и како ги пишува анкетите. Господине Мискојски, да молам за коментар околу двојна поевтина сума пари за електрична енергија поради субвенциите од влада. Па, видете, тоа е уште една груба манипулација и навистина јас сум шокиран од тоа што на сметките на компанијата која што ги наплаќа од граѓаните средствата, стои дека оваа груба невистина, дека владата субвенционира одреден процент и јас апелирам до таа компанија да престане да ги злоупотребува своите сметки за политички маркетинг на владата, бидејќи тоа не е точно. Тоа е исто како да ги прашате граѓаните во Саудиска Арабија или во Обединетите Арапски Емирати или во некои држави каде што се произведува нафта, зашто имаат најевтина нафта. Тоа лика така би му дошло. Поголема глупост немам слушнато, затоа што граѓаните во Македонија, плаќајќи ги задолжувањата на владата, преку изградба на производните капацитети во Македонија, без разлика дали се тоа хидроцентрали, термоцентрали и така натаму, практично се тие кои што си овозможиле да овие производни капацитети произведуваат електрична енергија, која што во моментот, според Евростат и според сите, морам да признам дека во регионот е најголема. Така што овој тип на злоупотреба набрзо по формирањето на новата влада ќе биде ревидиран и идната влада, предводена од ВМРО ДПМН, има намера да се однесува честно према своите граѓани, а не со вакви лажниви политиканства и флоскули. Што мислите на брифингот што беше со албанската опозиција? Обвинуваат деците дека ќе коалицираат со победникот од македонскиот политички блок и дека нема да има отстапки околу евентуални, тоест околу уставните измени, дека тоа за нив е приоритет во секој случај. Ваш коментар? Видете, секој си има своји приоритети. Наш приоритет е Македонија да се развива, да понудиме проекти кои што ќе ја трансформираат Македонија, да почекаме да завршат изборите за 4 месеци од денеска, се ќе биде појасно. Нормално е како коалициони партнери во иднина, оние кои што ќе сакаат да бидат во коалиција со ВМРО ДПМН, да седнеме и да разговараме за планот, за визијата и стратегијата како ќе ја развиваме Македонија и да разговараме. Врз основа на тие разговори ќе има и програма на идната влада, така што ќе излеземе со позиции и по тоа прашање. Наш приоритет е Македонија да излезе од ова сивило во кој што се наоѓа овие 6 години. Наш приоритет е да не ни се случуваат онкологија. Наш приоритет е да не ни се случуваат партизирано и октририраното обвинителство и судство. Наш приоритет е конечно да го напуштиме системот на хибриден режим. Наш приоритет е децата да немаат училишни книги и прибори на почетокот на школската година. Наш приоритет е пензионерите да не протестираат затоа што се незадоволни од своите пензии. Наш приоритет е земјоделците на времено да ги добиваат субвенциите и да биде платен нивниот труд. Наш приоритет се сите оние работи кои што представуваат подобра иднина и подобар живот за македонските граѓани. Господин Мисловски, може ли да видите што повеќе ви сакале СДСМ и ДУИ во коалиција или се само посебно? Па видите, таа коалиција на СДСМ и ДУИ не е само коалиција на СДСМ и ДУИ. Таму има и делот на опозиција на опозицијата. Лично мислам дека колку се повеќе заедно и колку се повеќе во коалиција и јавна, толку поголема ќе биде победата на ВМРО ДПМН и добро е да бидат победени сите на купче и добро е тоа купче да замине во историјата на македонската политичка сцена. Се откажувате ли од Европска унија? Ако нешто ќе правите некој
Да, благодарам на прашањето. Не, тоа е дел од стратешките приоритети на ВМРО ДПМН. Европската иднина, Европската унија е дел од она кое што представува програма на ВМРО ДПМН, но да се откажувам од понижувањето, маловажувањата, криминалот, плячката, срамот кој што се случуваше изминативе 6 години, исто како огромно мнозинство македонски граѓани кои што за 4 месеци од денеска гласно ќе зборуваат позади гласачките кутии. А од македонскиот јазик ќе се откажат? Никогаш нема да се откажам од својот мајчин јазик. Да. Дали имаме други прашања? Македонски или мајчин? Македонски мајчин јазик мој, да. Кога следите нова година? Во кругот на семејството со родителите на мојата сопруга, моите родители и сестра ми и незиното семејство. Еве најточно. Да. Ви благодарам. Убав ден да имате и среќни празници.